Меѓународниот ден на жената и оваа година ја продолжува борбата за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Македонците не смеат да бидат исклучени од одлучувањето во и за сопствената држава. Граѓаните и денес на улиците ширум Македонија. Над 5 милиони денари финансиска помош од УНХЦР минатата година се вложени за расчистување на одводните канали и речните корита во Гевгелија и околните населени места. Дневник на телеканал А1, добре дојдовте. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и денес продолжува со мирните протести во 23 градови ширум државата. На југоистокот протести деновиве се организираат во Струмица, Гевгелија, Валандово и Радовиш. Граѓаните повторно со мирен протест ја изразуваат својата поддршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, искажувајќи ја притоа својата загриженост за еднината на државата и во одбрана на унитарноста на Република Македонија. Според Министерството за внатрешни работи, граѓаните кои се собирале деновиве се движеле низ улиците и за време на собирите немало нарушување на јавниот ред и мир. Еве дел од атмосферата во Струмица, Гевгелија, Валандово и Радовиш и коментарите од граѓаните. Македонија е единствена наша, си ја сакаме. Секој што ја неќе, нека ја напуште, ако му е толку до дело до Македонија. Тоа малце ме чуде, како може с тоа совест да настапиш, рачунајќи. Погледни ги твоите предци, погледни твоите татковци, дедовци, што се македонци ли се. И од кај ќе најдам сега 5000 евро да платам за, ако не знам албански. За двојазично, за тие работи што не се обходни за нас, треба да останат за нас да бият, а не за албанците. Испраќам само една порака, да ја зачуваме унитарноста на Република Македонија, пошто Македонија не е на македонците и на албанците, Македонија е земја и држава на сите граѓани кои живеат во неја. На Република Македонија, сум за Република Македонија. Сум против било каква платформа, било каде да е напишено. Ако треба се ода на гласен, да се знае зашто е. А не да ставим то гаработ, не знам што да се сменем. Јас сум 65 години, човек сега да не бидам македонец, друго да бидам. Не може да бидам, тоа е. Македонија е една треба да остане. Македонци сме македонски си бидеме. Македонија, Македонија сакма да остане. Не сакма ни албанци, не сакма никој. Точно, ова е политичка сцена, не е меѓу
етничка, тоа треба да знаеме. Нема да мислите дека вие и албанците не мислат како нас македонците. Тие сите што го направија во идеја од Косово. Почитувани граѓани на општина Радовиш, добро вечер на се што е македонско и македонци кои сме во душата. Добро вечер на сите оние кои правилно размислуваат и ја гледаат ситуацијата во нашата држава. Почитувани граѓани, зарем не гледате што се случува денеска? Зарем не гледате каде оде нашата држава? Држава за кој нашите предци, нашите дедовци се мачеле, се бореле, крв проливале, а денес некој комши или јас како што ги нарекувам, па и останатите македонци, СДС без М, кои немат ни малку свест или се срамуваат да си ја признаат грешката, бидејќи сакат со некоја си платформа од другите народи надвор од нашата граница да ни дават држава, да не управуваат, да не водат. Зарем не се срамат да погледнат што се случува во оваа земја? Зар не се срамите вие кои од прозорците дзиркате и оние кои меѓусебно се шопотеат што правиме море? Стварно сгрешивте. Сгрешивте, ние сме овде, овој народ, да ви кажеме дека не ја даваме нашата татковина. Тоа е едно парче земја за кој сме се избориле, се бориме, а и ќе се бориме ако е потребно. Вечер во втор ден во Радовиш, а 10 дена во Република Македонија, стотици илјади граѓани се на улиците бранејќи го уставот, бранејќи ја целовитоста, територијалниот интегритет и неменливоста на границите на Република Македонија. Вечер во Радовиш, а и во цела Република Македонија се бори, се брани Република Македонија. Народот го брани своето. Марширајќи по улиците на Радовиш, го браниме Уставот на Република Македонија и го славиме 4-тиот Илинден. Славејќи го 4-тиот Илинден, ние цврсто, самоуверено и решено застануваме во одбрана на Република Македонија. Техничкиот премиер Емил Димитриев побара да се одржат нови предвремени парламентарни избори на кои партиите кои се залагаат за албанската платформа ќе ги представат барањата пред граѓаните и на тој начин да се види дали ќе добијат поддршка. Единствен гарант за зачувување на унитарноста на Република Македонија е формирање и развивање на силно, граѓанско и мултиетничко општество. А вака како некој што сака да ги постави работите во Македонија, со исклучување на мнозинскиот македонски народ, мнозинството турци, роми, власи, бошњаци, срби и други етникуми, сметам дека ова не може да биде реализирано. Тоа е првиот момент. Второ, во постизборниот период во Република Македонија се отворија дискусии кои што длабоко задират во уставното уредување на Република Македонија, а кои што не беа дел од предизборната кампања или многу малку се зборуваше за тоа. Јас сметам дека
ваквите теми не се привилегија на политичките елити, колку и тие да се сметаат способни да се справуваат со овие процеси, дека за вакви теми единствен фактор кој што може да каже и да се изјасни е народот на нови парламентарни избори кои што би биле организирани заедно со локалните. Така да за Република Македонија единствена алтернатива е организирање на нови парламентарни избори во кои партиите сето она што сметаат да го работат постизборно, ќе мора да го кажат предизборно, бидејќи за тоа мора да добијат легитимитет прецизно, јасно, без во завиена форма, за да граѓаните имаат појасна представа на кого го даваат гласот и во кој правец ќе се движат работите во иднина. Над 5 милиони денари финансиска помош од УНХЦР минатата година се вложени за расчистување на одводните канали и речните корита во Гевгелија и во другите населени места. Во општина Гевгелија се врши континуирано расчистување на одводните канали и речните корита, како во околината на градот, така и во другите населени места. Минатата година се расчистуваше коритото на Сова-река, особено по обилните врнежи и зголемениот водостој, кои предизвикаа и штети на мостот што ги поврзува двете крајбрежја. Акцијата беше континуирана, особено ако се има предвид дека од јужната страна на Сова-река се наоѓа прифатниот транзитен центар за мигранти. Исто така се расчистуваше и коритото на Мрзенска река, како и одводниот канал Рауль кој минува крај Гевгелија. Покрај ова беше извршено машинско чистење на каналите во Милетково, Богородица и Негорци. Таа акција за чистење коритата, ако треба да кажеме, треба да се одвива континуирано, бидејќи еднаш годишно, два пати годишно, три пати годишно ако се исчисти, тоа не значи дека после нема да повторно материјалот не се натрупа, така да се следи ситуацијата, така да велам, не е само два пати, може некогаш и три пати, четири пати да се случи. За чистење и одржување на одводните канали и речните корита во општина Гевгелија минатата година беа издвоени над 5 милиони денари. Акциите за расчистување на коритата на Сова-река и Мрзенска река и на одводниот канал Рауль финансиски беа поддржани од УНХЦР. Влијанието на рудникот иловица штука врз животната средина во овој регион е детално испитано. Според Сонја Лепиткова, државен секретар во Министерството за животна средина, концесионерите на овој рудник се фокусирани на заштитата на животната средина по примерите од високо развиените земји и особено внимание посветуваат на превентивната екологија, а тоа е најважната заштита во однос на животната средина. Еве дел од отвореното студио на телеканал А1 во кое гостуваше Лепиткова. Истражувањата покажа и текако добри податоци за отварање на рудник за бакар и злато во Иловица. Ние како Министерство ја добивме студијата за животна средина, сработена од најврвните консултантски куќи во Европа и во светот, кои што работат на оваа проблематика. Јас имав среќа како професор на Факултетот за природни и технички науки, токму кој што работи на проблематика на геохемија, да погледнам сегменти, бидејќи тоа е една огромна студија која што можеби оваа просторија е мала да ги собере документите кои што се сработени. За мене охрабрувачки е тоа што концесионерите кои што има добиено оваа концесија, навистина посветено се фокусираат на заштитата на животната средина по примери од високо развиените земји како Канада, Англија, бидејќи главно од Канада, мислам, и Франција беа консултантските куќи и е битно дека многу внимаваат на превентивната екологија. Тоа е нешто што денеска во животната средина е број 1 заштита. Значи, како што во медицината, превентивната медицина е таа која што во најново време е доминантна, за да може превенцијата да биде таа која што ќе ги намали болестите доколку нема превенција понатаму следуваат, така и превентивната екологија е таа доколку вистински пристапите која понатаму ќе нема последици во поглед на загадување на животната средина и на сите нејзини медиуми. Од тука знам дека тоа што го прашав и го видов во документите е дека единствен субјект во Република Македонија во овој период кој што вршил континуиран мониторинг на сите медиуми, па дури и на прелетот на птиците во овој регион
влијанието како би било во тек на повеќе од една година. Како би влијаело, например, отварањето на еден таков капацитет. В недела на градскиот плоштад Гоце Делчев во Струмица ќе пристигне икона, подарок од Светогорски манастир, автентична реплика на истоимената икона. За самиот чин повеќе од изјавата на отец Јаков. Збиднувањето, односно настанот што ни предстои во недела е по повод доаѓањето на чудотворената икона на Богородица, брзо послушница или скоро послушница од Света Гора, поточно од манастирот Дохијар, кој што е посветен на светите архангели, еден од најстарите манастири на Света Гора, по чија што иницијатива ова икона, односно автентична копија на чудотворната икона на Богородица брзо послушница, самиот манастир со благослов на високопреподобниот игумен на манастирот, господинот Григори, се подарува на нашата света епархија на Струмица и на верниот народ на нашата света епархија. Имено иконата ќе пристигне во недела, во 13 часот, а ние, значи, начело со митрополитот Струмички господин Науми и митрополитот Деварско-Кичевски Тимотеј, со свештенството, со монаштвото и со верниот народ, ќе ја пречекаме и ќе се испее доксологија. Тоа е еден побожен пречек, односно добре дојде за образот на Пресвета Богородица, каде што ќе се чита канон на градскиот плоштад. Воедно апелот и повикот наше да се собереме таму да ја пречекаме, а потоа ќе се формира литија, односно поворка, која што начело со иконата, со владиците, со народот, со монаштвото, ќе се упати кон храмот на светите 15 Вириополски свештеномаченици, каде што ќе вечниот престој, односно вечното почивалиште на иконата на специјално подготвена подлога, таму ќе биде изложена на поклонување и на целивање на верниот народ и ќе се отслужи молебен канон пред образот на Пресвета Богородица. Жените во просек заработуваат 12,5% помалку во однос на мажите, а и потешко се вработуваат на одредени работни места. Покажуваат последните податоци со кои располага Конфедерацијата на слободни синдикати. Поради ова, по повод Меѓународниот ден на жената, денеска оваа конфедерација побара трудот да се вреднува подеднакво и да не постои полова дискриминација при вработувањето. Сакаме да ги подсетиме и приватниот сектор, и македонските компании, дека при вработувањето треба да гледат на квалитетот, а не на квантитетот. Треба да гледат способноста на човекот, а не родовата нееднаквост. Односно, треба добро внимание и на самите жени. Затоа денеска, по повод 8 март, процентуално е жалосно кога се спореди дека сосема мал број, дали има 10% менаџери од жените, а што логички би требало да биде поголем процентот. Наместо 8-мартовска прослава, членките на Општинскиот комитет на Унијата на жени од ВМРО ДПМН од Струмица донираа перики за членките на Сдруженијето Борка. Донација на место чајанка. Жените од ВМРО ДПМН се откажале од 8-мартовската прослава, а со собраните пари купиле 7 перики за жените болни од рак, членки на Сдруженијето Борка. Според претседателката на Унија на жени Ели Панова, ова е мал гест на внимание за болните од рак, кои поменуваат тешка фаза во животот. Во оваа акција учествува голем број на жени, како од Унијата на жени на ВМРО ДПМН, така и други кои што ја поздравија нашата акција и по тој повод сакам да им се заблагодарам на сите кои што со свој придонес учествуваа во акцијата и помогнаа истата да биде реализирана. Сакаме да им порачаме на сите дека хуманоста треба да биде дел од нашето секојдневие, бидејќи секое едно нешто кое што со малку љубов, малку внимание го правиме, ја прави вистинската среќа. Раководителката на Сдруженијето Борка од Струмица Кети Филчева изрази голема благодарност за донацијата, нагласувајќи дека помошта ќе биде од корист за жените болни од рак. Јас им благодарам на Унија на жените на ВМРО ДПМН за нивната хумана акција, што се откажа од прославата за 8 март и што собраа средства да ги купат овие 7 перики како донација за нас жените. Посебно ни е драго што ова донација доаѓа од жени и е наменета за жени. Сдруженијето Борка, освен што едуцира и информира,
во својата задача има и кампања, води кампања за донирање на бесплатни перики за сите оние жени кои минуваат фаза на хемотерапија, на кои социјалната положба не им дозволува да си купат сами, а знаеме ние колку косата и значи на жената за незиниот изглед и за незината самодоверба. Филчева нагласи дека жените оперирани од рак на дојка од годинава можат да земаат бесплатна протеза покриена од ФЗОМ еднаш годишно, а не како што било досега случај еднаш на 2 години. Исто така, значи сакам да им пратам информација на сите жени кои користат протеза во моментот. Пред 1 година тие протези се зима на секој, тоа е бесплатна протеза, исто возможено од Фондот за здравство. Пред 1 година беше на секои 2 години, сега тие протези ги зимаме секоја година бесплатно. Само со потврда од матичен лекар и доаѓаат во специјализирани продавници, како што е Medicus Help, и ги подигаат тие протези. Уште еднаш, за на крај, сакам да им го честитам празникот на жените од Унијата на ВМРО ДПМН, на сите жени, да им посакам добро здравје, да бидат среќни, да даруваат љубов, да примат љубов, така ќе ги направат сите околу себе среќни. Денешната акција е реализирана и со помош на компанијата Medicus Help, која дала 15% попуст за набавка на периките. Низ песна, рецитал и со актерска игра најмалите од детската градинка Кокиче во Нов Дојран го честитаа празникот на жената 8 март. Втора година поред во оваа детска установа се организира приредба на која учествуваат дечињата од сите возрастни групи, а во подготовката помагаат воспитувачките, но и родителите. Со музички точки, стихови за мајката како и детска представа, дечињата од градинката Кокиче во Нов Дојран денес им го честитаа 8 март на своите мајки, баби, тетки, стрини. Сите 3 воспитни групи се представија пред присутните роднини со своји точки. Најмалите со ритмичка изведба, децата од средната група со рецитал од песнички посветени на празникот, а на крајот се изведе и представа Снежана и 7 џуџиња. Тоа е најголемата приредба. И тука сите дечиња земаат учество од најмалата група детски, од јасли, средна група и голема група. А секој се родителите тука заедно со нас, еве напоменав работилниците, и тука еден дел децата го поминуваат со своите родители, сакаат да бидат со нив додека работат, горди се со родителите и имаме многу успешни работилници. Подготовките за приредбата, како што велат од градинката, траеле во изминатите месец дена, а пред почетокот на програмата секој од дечињата и подари на својата мајка честитка изработена со помош на воспитувачките. Градинката Кокиче на територијата на општина Дојран работи веќе 2 години, а има капацитет да прими вкупно 50 деца од сите населени места во општината. И дечињата од детската градинка Ацо Караманов од Радовиш преку песна им го честита 8 март на своите мајки. По повод Меѓународниот ден на жената, 8 март, дечињата од детската градинка Ацо Караманов од Радовиш одржаа приредба во чест на своите мајки. Приредбата беше организирана со помош на воспитувачките и тоа во секоја воспитна група. Како што истакна Љупка Тренчева, директорката на градинката, целта на приредбата е децата на убав начин преку стих да ја изразат љубовта кон своите мајки. Целта ни беше како детето на најубав начин, искажам преку стих, да ја го честита празникот на својата мајка, како еден од најубавите поклони што може да го добие една мајка. По тој повод ние организиравме и работилница со вработените, креативна работилница, значи сето тоа е во 8-мартовската програма. Креативната работилница се случи за прв пат и беа вклучени вработените од воспитно-образовниот процес, каде што на најкреативен начин изработија честитки и цвет. На приредбата присуствуваше и првиот човек на општината Сашко Николов, кој на вработените од понежниот пол им го честиташе денешниот празник и им посака и натаму да се борат за еднаквост и рамноправност со мажите. Секогаш е пријатно да се биде во ваше
присуство во ваша дружба. Еве, јас би сакал само со неколку зборови да ви го честитам денешниот ден на жената, да ви посакам да бидете живи, здрави, долговечни, да ве пратат убави моменти, да со вашиот пример, со вашата посветена работа, во вашата работна кариера, бидете добар пример за денешните генерации, а секако ние сме тука како денешни чинители на општеството да го продлабочуваме овој равномерен заеднички развој на општеството во делот на родовата равноправност меѓу мажите и жените, и јас мислам дека сме на добар пат таа равноправност да ја издигнеме на највисоко можно ниво. Нека ви среќен празникот. Согласно 8-мартовската програма, дечињата секоја година изработуваат честитки и цвеќиња за нивните мајки. За прв пат оваа година во градинката се одржа работилница, и тоа со надпреварувачки карактер, на која 3 воспитувачки беа наградени за нивната креативност, истакна Тренчева. Дел од овогодинешната програма беше и ликовната изложба на тема Цвет за мама, во која беа вклучени дечињата и на неа беа наградени 7 од нив. И за крајот овој дневник вестите од светот и регионот. Викликс го објави како што тврди најголемиот пакет на тајни документи на Централната разузнавачка агенција досега. Повеќе од 8000 документи беа објавени синоќа како прв дел од серијалот Волт 7, кои ги опишуваат софистицираните алатки и техники користени од агенцијата за да хакира паметни телефони, компјутери, па дури и телевизии поврзани со интернет. Документите вклучуваат инструкции за тоа како вообичаени компјутерски алатки може да се употребат за шпионажа, како на пример Skype, Wi-Fi мрежи, документите во PDF формат, па дури и комерцијалните антивирусни програми кои милиони луѓе ги користат за да ги заштитат своите компјутери. Воз во близина на Билокси во Мисисипи удри во автобус со 50 патници, најмалку тројца загина. Очевидците велат дека автобусот заглавил на пругата и потоа возот удрил во него. Автобусот бил полн со постари луѓе. Тој од Остин во Тексас запрел на преминот преку пругата во центарот на Билокси околу 14 часот и 15 минути по локално време. Тогаш го удрил воз кој го оттурнал над 90 метри. Патниците се спасувале низ прозорците, пренесуваат локалните медиуми. Медицинскиот персонал од блиската воздухопловна база дошол на местото на несреќата. Главната афганистанска воена болница Сардар Дауд Хан, која се наоѓа во главниот град Кабул, денеска е нападната од неколку лица. За сега е познато дека неколкумина напаѓачи влегле во болницата, изјави портпаролот на Афганистанското министерство за одбрана. Нападот започнал со канонада од истрели, проследени од експлозија околу 9 часот по локално време. Бомбаш самоубиец го активирал експлозивот пред болницата, а потоа внатре влегле неколку вооружени лица и тие се уште се наоѓаат таму, истакна представник на афганистанските безбедносни служби. Исто како порано во светските метрополи повторно маршираат жените. Едни да не се заборави, други за да се промени. Во Полска мажи и жени на улиците на Варшава побараат владеачката конзервативна партија поголеми права за абортус, контрацепција и посвојување. Британките маршираа низ Лондон за својата еднаквост, но и за да го свртат вниманието кон предизвиците со кои се соочуваат жените бегалки. Курдските жени во Ирак и во Сирија се борат заедно со мажите против джихадистите. Стотици жени протестираа и во Лос Анџелес, активисти, уметници и поети пратија порака за еднаквост. 8 март има особено големо значење во последниот бастион на комунизмот Северна Кореја, каде што делегати од меѓународните организации за човекови права ги посетија работничките. Денот на жената почнаа да го слават социјалистичките партии уште на почетокот на минатиот век. Тема на маршовите оваа година е Бидете храбри за промена. Ова беше и последната информација за овој дневник. Јас ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Останете понатаму со телеканал А1. Од мене пријатно.